Благодарам, председателе. Можеби двете најдискутирани точки во овој мандат на Советот на градот Скопје, тоа е воведувањето на Bus Rapid Transit системот и наредната точка која што вели потреба, односно набавка на нови модерни екоавтобуси. Ќе дадам краток коментар и за другата точка и во интереси на јавност и на медиумите. Долго време сме дискутирали и за Bus Rapid Transit системот и за набавката на новите автобуси. Кај нас како членови на градот Скопје, кои што на непосредни фер демократски локални избори во 2021 година граѓаните не избрале да решаваме определени проблеми, лежи и одговорноста за јавниот превоз во однос на ново, модерно, еколошко трансформирање од сегашниот јавен превоз кој што го имаме во нешто сосема ново кој што ќе одговори и ќе ги задоволи потребите на граѓаните на градот Скопје. Јас неколку седници поред и јавно по медиумите барам став од страна на советничката група на ВМРО ДПМН, бидејќи како партија тие сега ја практицираат централната власт, бидејќи ова е проект кој што е наследен од претходна влада, односно е проект за кој што има склучено, слушнавме и образложение, има донесено закон во собранието, потпишен е договор помеѓу владата, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии. Овој проект е сега одговорност на оваа централна власт. Не може да немаме став во однос на нешто за кој што се добиени пари и течат камати за неисполнување на оваа обврска која што секоја година владата треба да ги плати. Зошто? Бидејќи него продолжува, односно него прави проектот кој што треба да добие зелено светло од Советот на градот Скопје. Стварно би сакал да имаме став, заради тоа што кога се носеше деталниот урбанистички план во општина Ѓорче Петров, како дел од ДУП-от во Ѓорче Петров е предвидена и станица за Bus Rapid Transit систем. Сега тука во Советот на градот Скопје, до сега, за сега не знам како ќе биде денешното гласање, сме имале став дека, односно негативно изјаснување од советничката група на ВМРО ДПМН, во ред, но меѓутоа кажете го ставот. Заради тоа што финансиските обврски кои што тапкаат во место од непревземање на, односно непродолжување на овој проект, веќе стануваат сериозно оптоварување и за градот Скопје и за владата. И конечно како влада, но и како советничка група треба да имаме став како граѓани пред се, не само како членови на Советот на градот Скопје во однос на овој проект, кој што впрочем е европски проект, а заложбите на сите влади до сега биле соработка со европските институции и европеизација на Македонија. Во делот на набавката на нови екоавтобуси, нашата советничка група секогаш јасно, гласно, транспарентно и недвосмислено за сите одлуки на Совет на градот Скопје сме имале став зошто определена одлука ја поддржуваме и зошто определена одлука не ја поддржуваме. Со оваа одлука, наредната, треба да се започне постапката која што за граѓаните ќе овозможи нови автобуси, нови превозни средства, не за еден ден, 2 дена, 3 дена. Ќе овозможи за година, година и половина, 2, ќе фати нова градска администрација, овој совет ќе го заврши својот мандат. Ние како советници во овој мандат до 2025 година треба да оставиме нешто позитивно за идниот совет на градот Скопје, да не е оптоварен со вакви одлуки и да може да продолжи да си работи и да нема политиканство од вакви одлуки. Затоа ние двете одлуки ќе ги поддржиме. Истовремено, затоа кога кажуваме тоа јавно и транспарентно, истовремено доколку е директорот на јавното сообраќајно предпријатие, го гледам дека е тука, би сакал да добијам одговор во однос на она што го испративте како одговор на прашањата кои што и темите кои што беа на координацијата помеѓу советничките групи со директорите на јавните предпријатија заедно со претседателот на Советот во врска со измена на возниот ред. Сакам да ве прашам докаде и како тече постапката за сервисирање на 30 нови возила кои што не убедивте дека ќе бидат пуштени во употреба до отпочнувањето на школската година. Денеска сме 29-ти, во понеделник е веќе 2 септември, започнуваат да се оди на училиште.
почне и уписите на факултетите, ќе почнат и студентите да се раздвижуваат, така што ќе има потреба од зголемен број на превозни средства и во врска со оптимизацијата на возниот ред, што планирате, дали нешто превземавте или ќе превземете и докаде е постапката за сервисирање на 30 возила со кои што ќе може нели од 2 септември колку толку да имаме поголем број на превозни средства пуштени во употреба со оглед на тоа дека и темпото и динамиката на раздвиженоста на корисниците на јавниот превоз ќе се зголемува. Ви благодарам. Шутаров, сепак мислам ќе се согласите дека прашањето што го поставите сега е надвор од точката на дневниот ред. Да продолжиме, се извинувам. Не е надвор од точката на дневниот ред, бидејќи ги засега сите граѓани кои што од 2 септември треба да ги користат услугите на јавниот превоз. Имаме конкретен